23 февруари, ден кој според православниот календар се слави празникот Свети Харалампи, штитеникот на пчелите. Во Македонска Каменица пчеларското здружение организира настан за одбележување на денот. Денеска во Македонска Каменица пред платото на градската црква Успение на Пресвета Богородица во организација на Здруженијето на пчелари Екокамет на символичен начин се одбележа празникот за пчеларите и пчелите Свети Харалампие. Пчеларите искрено се надеваат дека оваа година пчелните грабежи ќе ги има во што помал број, бидејќи за разлика од минатата, поради недостатокот на цвет, пчелите меѓу себе вршеа своји грабежи за да можат да ја преживеат годината. Во моментот има 7 млади пчелари од овој град кои се активни корисници на програма од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На покана од Екокамет, Здруженијето на пчелари, заеднички да го прославиме Свети Харалампие, односно денот на заштитите на пчеларите, каде што можевме да имаме прилика за поделба на садници од јавор, див костен, кое што традиционално го работат Здруженијето на пчелари, тука заеднички со градоначалничката поразговаравме околу идните политики, секако ова е една убава можност да и ние со самите пчелари поразговараме и за одредени проблеми со кои се соочуваат, се со цел да се подобрат условите за пчеларење, а секако и креирање на политиките кои што би можеле во иднина да дадат и текако добри резултати. Она што може да кажам дека од програмите за млад земјоделец веќе 7 млади пчелари токму од Македонска Каменица ги имаат искористено програмите, веќе за прв пат имаме и пчелари кои користат преку ИПАРД програма, што е и текако важно и значајно за нас, бидејќи сепак тоа е една програма за поголеми земјоделци, сепак делот од пчеларите кои што покажуваат ваков интерес, а тоа не само користење на парите, туку тоа е запознавање на една процедура, запознавање на едни посебни услови, да кажам така, за поднесување на барање и критериуми кои што треба да се исполнат да се искористат овие мерки. Сепак едно здруженијето Камет од Виница, од Македонска Каменица и текако е значајно за само ова место, каде што околу 70 на пчелари, едно од најмасовните, ако може да кажам така, во државата, кое што дава своји резултати, преку своји пчелари со зголемување на кошниците, на приносот, секако борба за екзистенција и освојување на пазарот на веќе и текако познат мет од Македонска Каменица. Со сето ова, пак повторам, дека денешната можност, денешната средба и разговори ќе ни значат и за нас, а секако и размена на искуства и за планирање на политиките кои што во иднина ќе предстојат. Како што велат каменичките пчелари, потребно е внимание и посветеност околу самиот ангажман за одгледувањето на пчели и зголемување на медното производство. Околу 60 пчелни семејства и 600-700 различно, оваа година беше послаба, некаде околу 300 кг мед. Така, потребно ли е некое поголемо залагање, односно вложување на ресурси за да има поуспешно пчеларење во текот на година? Па секако, значи нема ништо ако не дадеш и ако не вложиш труд. Секако дека треба труд и за пчелите, не е се така едноставно, значи треба си работа и кај нив. Според вас колку е добро да се организира пчеларите во едно здружение како што е Екокамет? Дали има некои придобивки кои се доблестите од ова здружение? Секако, значи придобивките од здружението, особено од Екокамет Македонска Каменица, се многу во добра насока со тоа што се организираат и саеми, одење на саеми, овде предавања и сето таа организација со самите медоносни дрва овде што се и самата подршка од општината и од рудникот што идат. Секако, значи во се е со здружени сили подобро. Така, со здруженијето дали може да се пласира медот во маркетите, односно да се продава во малопродажба? Во маркетите малку потешко, но во малопродажба, онака како организирано, како што беше случајот со во новогодишните пакети во рудникот Саса, значи со некакви такви барања може.
Какви политики и проекти има предвидено локалната самоуправа од општина Македонска Каменица кон развивање и подобрување на работењето на самото пчеларско здружение од оваа општина? Пред се ќе искористам можноста на сите пчелари и поддржувачи на пчеларството, вклучувајќи ја и општина Македонска Каменица и советот на општината, кој што во континуитет неколку години наназад со значителни суми го поддржува ова најголемо здружение во државата. Сега председателот спомна дека се едно од најбројните здруженија. Мене ми е чест што ова здружение е и најбројно и најорганизирано. Оваа година општина Македонска Каменица додели 140.000 денари преку советот на општината, со што ги поддржуваме програмите и активностите на оваа пчеларско здружение. И оваа година се надевам дека средствата ќе ги искористат на најдобар можен начин, се со цел да ги постигнат своите замисли, да постигнат поголеми резултати и на пазарот да пласираат поквалитетен мед. Екокам мед е еден од најквалитетните мед производи во државата, за тоа доказ се неколкуте високи награди кои што нашите пчелари ги освоја оваа година. На сите пчелари и на целото здружение, на поддржувачите им посакувам да бидат живи и здрави, низ оваа здравствена криза да поминеме поуспешно и им посакувам успешна медоносна година. Со 80 активни членови, организирање на разни предавања, давање на совети и полесно пласирање на медот. Сето ова го овозможува токму ова најголемо здружение во државата од областа на пчеларството. Пчеларското здружение Екокам Мед од Македонска Каменица прерасна во најбројно здружение пчеларско на територијата на Република Македонија. Значи нашето членство е околу 80 со тенденција на зголемување. И за оваа година 2021 година имаме богата програма. Најмногу внимание ќе обрнеме на едукацијата како теоретско така и практично. Ќе обрнеме внимание на доопремување на кабинетот по пчеларство каде што произведуваме квалитетна храна за пчелите и вршиме експерименти со употреба на различни лекарства каде што го подобруваме здравјето на пчелите. Имаме исто во програмата посета на саем, доколку ни возможат здравствените рестрикции, доколку се отворат границите, ќе посетиме некој меѓународен саем кој што ќе биде бесплатен за сите членови на пчеларското здружение. Исто така продолжуваме со промоција на нашиот квалитетен бренд Каменички мед, кој што се повеќе се бара тегла повеќе. Еве денеска поделивме садници каде што ќе збогатиме пчелната паша уште за неколку илјади садници, како што е див костен, багрем, јавор и други. Покрај многобројните присутни исто така беа и представници од јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. На присутните им дадоа информации за поволностите на користење државно земјиште по поволни цени, каде можат да ги постават своите пчелни семејства оваа категорија земјоделци, но и за напасување на ситен и крупен добиток, а за конкретен случај треба заинтересираниот граѓанин да се обрати во нивните канцеларии околу аплицирање и користење на овие поволности.